Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски информира дека трајно се решава проблемот со паркирањето кај клиничкиот центар. Денес, заедно со министерот за здравство Азир Алиу, како и со стручните тимови од јавното предпријатие Градски паркинг и град Скопје, одржавме координацијски состанок со кој официјално го отпочнуваме процесот за изградба на 2 монтажни катни гаражи во рамки на клиничкиот центар. Со реализацијата на овој проект, кој ќе го изведува градот Скопје, ќе се обезбедат околу 500 нови паркинг места, со што конечно се става крај на долгогодишниот хаос со паркирањето во и околу клиничкиот центар, објави Ѓоргиевски. Како што рече, ова е конкретно, функционално и трајно решение кое што директно ќе го олесни секојдневието и работата на здравствените работници, но и пристапот на пациентите од целата држава кои секојдневно доаѓаат на лекување. Овој важен инфраструктурен зафат е во координација со премиерот Христијан Мицкоски, за кој имаме подршка, представува јасен сигнал за заедничка посветеност кон решавање на реалните проблеми на граѓаните и унапредување на здравствениот систем, порача првиот човек на град Скопје. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски денеска беше присутен на граничниот премин Блаце по најавата на транспортните превозници за блокада. Николовски искажа подршка за протестот на превозниците. Причината зашто сум тука на овој граничен премин е за да искажам подршка во мое име и во име на владата, вели Николовски. Овој протест е предупредувачки протест. Превозниците сакаат да покажат што ќе се случува од 10 април натаму. Ова едно предупредување сметам дека е навремено со цел да се искористат месеците февруари и март и земите членки на Шенген зоната да најдат решенија, вели министерот. Вице-премиерот посочи дека во принцип постојат 3 возможни решенија за решавање на овој проблем. Првото решение е да се одложи примената на новиот електронски систем за превозниците. Второто решение е да се зголеми бројот на денови кои што можат да ги поминуваат во Шенген зоната превозниците, најмалку на 250 денови, соодветно поделено во циклуси од сегашните 180. Третото решение е да не се третираат како туристи професионалните возачи и превозници, туку да се третираат онака како што треба, како професионалци врз основа на тоа, или да бидат исклучени од овие правила или соодветно со работни визи, како што во моментов прави само Швајцарија. Тоа да се уреди на тој начин да можат слободно да транзитираат, порача Николовски. Оцени дека се спротивно од ова ќе има големи последици и за македонската, регионалната, но и за европската економија. Од ноќеска на полноќ дизелот поскапува за 1 денар, додека цената на бензините ќе остане иста, соопшти Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Евродизелот од ноќеска на полноќ поскапува за 1 денар, а екстра лесното масло за домаќинство за 0,50 денари по литар. Цените на бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 не се менуваат. Новата цена на евродизелот ќе изнесува 67,50 денари, а на екстра лесното масло 66,50 денари за литар. А за 0,112 денари поскапува и мазутот. 1 килограм мазут ќе се продава за 33,99 денари. Соединетите Американски држави се соочуваат со една од најсилните снежни бури во последните децении, која за време на викендот предизвика хаос низ земјата. Екстремниот студ одзеде најмалку 10 животи, илјадници летови беа откажани, а милиони граѓани останаа без електрична енергија. Њу Јорк, Бостон и Филаделфија се подготвуваат за најинтензивниот бран на врнежи. Градоначалникот на Њу Јорк, Зохран Мамдани, соопшти дека 5 лица биле пронајдени мртви неотворено, потсетувајќи на ранливоста на бездомните и на опасностите од екстремен студ. Во Тексас 3 лица го загубија животот од студ, меѓу кои тинејџерка, додека во Луизијана здравствените власти регистрирале 2 смртни случаи поради замрзнување. Електричната мрежа е под огромен притисок. Над 840.000 домаќинства се без струја. Најтешко погодени се Тенеси, Луизијана, Мисисипи и Џорџија. Невремето кое се движи кон североистокот веќе предизвика откажување на околу 19.000 авионски летови. Националната метеоролошка служба предупредува дека врнежите ќе продолжат, а студот и замрзнувањето на инфраструктурата создаваат потенцијално катастрофални услови.
Американскиот претседател Доналд Трамп преку Truth Social изјави дека федералните служби се во постојан контакт со погодените сојузни држави и ги повика граѓаните да се заштитат. Српскиот претседател Александар Вучик изјави дека оваа година ќе има избори во Србија и дека тие реално може да се одржат на есен, односно меѓу октомври и декември. Претседателот не исклучува можноста за одржување вонредни парламентарни избори, како и претседателски избори. Посочи ќе ги покани коалицијските партнери, како и опозицијата на дискусија за сите важни теми, бидејќи, како што додаде, проблемите во нормалните земји се решаваат преку диалог. Според него, опозицијата не прифаќа диалог затоа што нема идеи, а и мора да дадат повеќе објаснувања за граѓаните. Вучич го коментираше и случајот Генерал штаб, додавајќи дека нема проблем да преземе целосна одговорност за него.